Почитувани струмичани, еве и мене ми дојде редот. Ќе се обидам да бидам колку што е можно пократок, за да што побрзо го почнеме и вториот дел во кој што секој од вас ќе може да се јави за збор. Има многу проекти. Ние спомнавме дел од нив. Помал дел. Програмата на ВМРО ДПМН во 2008 година содржи околу 1700 проекти. Пред некоја недела направивме анализа да видиме колку после 2,5 години владење, колку од нив се завршени. Иако имаме до крајот на 4 годишниот мандат, нели, уште година и пол, или нешто помалку од година и пол. И анализите покажаа дека 82% од тие 1700 проекти се веќе завршени, а останатите се поголемиот дел започнати и се во тек. Само мал број се уште не се започнати, само мал процент. Покрај тоа има многу проекти кои што ги немавме ветено во програмата. Но со тек на време најдовме дека можно е да се исполнат и да се решат дел од проблемите на граѓаните. Да се помогне во решавање на некои проблеми. Такви имаше исто така многу проекти. И тие не ги ставаме во овие 82% што ги исполнивме. Нема многу да се задржам на многуте проекти. Нема да се задржам ни на проектот со кој што над 100.000 семејства во Македонија имаа можност да си ги откупат дворните места за само 1 евро квадрат. Или околу 40.000 семејства во Македонија со чекорот што владата го направи за намалување на акцизите и зголемување на старосната граница за увоз на половни автомобили, околу 40.000 граѓани дојдоа до возило. Некои од нив немале преходно, некои од нив имале, но било толку многу старо, што навистина веќе било и небезбедно да се користи. Не спомнавме многу други работи за отварањето на многу универзитети, факултети, дисперзирани студии. Тука во Струмица порано немаше многу такви можности. Сега имаме дисперзирани студии по економија, имаме по информатика, имаме по други, имаме земјоделски факултет во Струмица и многу други работи кои што во овој период се направија. Јас главно ќе се задржам на 3 до 4 сектори. Првата тема ќе биде околу здравството. Денеска можам слободно да кажам дека владата е во фаза на набавка, во поголем дел веќе набавено и дистрибуирано по болниците на опрема за здравството во Република Македонија вредна околу 100 милиони евра. За 73 милиони евра веќе се склучени договори и опремата постепено се дистрибуира. За останатите при крај е процедурата за набавка и се надеваме дека во наредните месец до 2 ќе се склучат договорите и постепено и за нив ќе почне да пристига опремата. Таа пристигна во клиниките во Скопје, пристигна во Штип, пристигна во повеќе градови и пристигна и во Струмица. Еве овде имам забележано за дел од таа опрема која што е пристигната и овдека во Струмица, меѓу кои што е и почетокот на градбата, односно почетокот на реконструкцијата на болницата, за која што се предвидени околу 2,5 милиони евра за реконструкција на болницата во Струмица. Нова медицинска опрема за Струмичката болница, например, пристигната во февруари 2011, е еден пакет кој што содржи подвижен и фиксен рентген, инкубатори, 2 операциони маси и операциони сетови, 4 дехо апарати, респираторна машина, видео, гастроскоп, анестезиолошка машина, биохемиски анализатор и така натаму и друга опрема во вкупна вредност
и пристигнатата и она која што во наредните месец, 2-3 треба да пристигне, во вкупна вредност од 3.600.000 евра, само за Струмица. Покрај опремата, владата започна проект и тој веќе не е во најава. Тоа е проект кој што во моментот се реализира низ цела Македонија. Проект за реконструкција на јавните здравствени установи. Проектот ќе се изведува во 4 фази. Во тек е изведбата на првата фаза, вредна околу 25 милиони евра. По завршувањето на првата фаза ќе започне втората и така натаму се до четвртата, кои што сите заедно треба да завршат во период од 2 години од сега. Трета важна работа и трет важен проект за кој што ви најавувавме, а веќе е во фаза предпочеток, односно во фаза на тестирање, е проектот плаќање по учинок. Кажавме дека има многу лекари во Македонија кои што професионално си обавуваат работата, достоинствено и честно. Меѓутоа има мал дел кои што не го прават тоа на најсоодветен начин. Токму затоа подготвивме проект. Проект со кој што еден дел од платата на лекарите ќе си остане и понатаму загарантирана, например 70%, додека еден дел, 30%, ќе зависи од нивниот учинок. Од нивниот учинок во смисла на број на прегледани пациенти, извршени интервенции и слично, она што е важно за една болница, клиника или јавна здравствена установа. Сакам да се осврнам на уште една сфера, која што многу пати беше дискутирана во минатото и која што навистина во изминатиот период представува проблем за граѓаните, а тоа е судството и реформите во судството. Поминувајќи низ овие трибини, низ овие контакти со граѓаните, низ цела Македонија и низ секојдневните случаи избеднувања, видовме дека постои уште многу простор за подобрување на работата на судството. Подобрување на брзината на работата, на ефикасноста на работата, на професионалноста, на процедурите и така натаму. Во иднина, тргнувајќи од 2013 година, секој оној кој што ќе сака да стане судија, ќе треба прво да има завршено правен факултет со најмалку просек 8, да има завршено постдипломски студии на правен факултет со најмалку просек 8, да има завршено исто така најмалку 2 години работен стаж, за да знае како и од другата страна, а не одма судија. Потоа може да добие шанса да се запише на академија, но за да се запише на академија, прво ќе треба да полага стручен тест, за да се измери неговото знаење и да се види колку тежи таа диплома и колку тежат тие оценки. Оти се бара знаење, не се бара само диплома. Второ, ќе треба да покаже дека има солидно познавање од странски јазици, пред се англискиот јазик, а секој понатамошен странски јазик ќе му биде предност. Има некои деца уште пред да се родени, нивните родители одлучили дека ќе биде судија или обвинител. И ја немам ништо против и нека биде. Ама нека знае, нека научи, нека се труди, нека го зголеми својот капацитет. Следна работа што ставивме во законот е секој лице што сака да се запише на академија ќе мора да положи и психолошки тест, за да се увериме дека се работи за здрава психолошка личност. Следната работа која што ќе треба да ја направи е, се разбира од акредитирана институција, психолошки тест. Следната работа што ќе треба да ја направи е да положи тест за интегритет. Една од клучните работи за секој судија и обвинител е да има висок степен на интегритет и да не биде подложен на влијанија. Се вкупно сите овие тестови и оценки ќе кажат кој од кандидатите е најспособен и заслужува да биде прифатен да учи Академија за судии и обвинители. И тука нема да може да помогне никој. Нема да може да му помогне ни некој ако има мокник, дали е тоа бизнисмен или е тоа некој политичар или било кој. Бидејќи резултатите се тие кои што ќе го исфалат најдобриот и најдобрите кандидати. Порано можеше правен факултет, има правосуден, има ајде директно во Врховен суд. Ни видел основен, ни видел апелационен, ни видел пракса, можеше директно во Врховен суд. Сега тоа нема да може. Сега ќе има така наречен кариерен напредок, во кој што
прво ќе мора да стане судија во основен суд и да помине најмалку 4 години во основен суд пред да почне да размислува да се квалификува за апелационен, а доколку е во апелационен, да помине најмалку 6 години во апелационен суд пред да почне да размислува да се квалификува за врховен. Ќе мора да стекне искуство, но и ќе мора да покаже резултати. Во законот воведовме бодување на секој чекор што го прави судијата, на секој предмет што го работи. Бодувањето ќе биде и по квалитативни основи и по квантитативни основи. Секој решен предмет ќе му носи бодови. Постои специјална исто така формула со која што се одредува и сложеноста на предметите, бидејќи не може да биде исти бодови за предмет за некој ситен удес сообраќаен и за решавање од страна на судија на некој убиство на 5 луѓе и слично, за кое што треба 10 пати повеќе време, труд и енергија и знаење. Ке има и минусни бодови. Ако му застарат предмети, губи бодови. Нека ги чува оно фиока, ама губи бодови. Ако му се случи да повисокиот суд му поништи предмети, губи бодови. Ако се случи повисокиот суд да му преиначи предмети, губи бодови. Европскиот суд за човекови права или слични меѓународни судови, ако му донесат некоја пресуда спротивна на неговите пресуди, губи бодови. Значи има и да добива, има и да губи. И на крајот на годината ќе си го виде салдото колку бодови во таа година освоил тој судија. И секој судија ќе знае сам за себе колку бодови има и ќе знае сите негови колеги колку бодови имаат. Секој ќе си знае според својот труд, според својот учинок, колку бодови освоил. Тој што е прв на листата, тој ќе напредува. Тој што дал најдобри резултати, тој ќе оди напред. Така што има и уште една важна работа. Судија на кој што ќе му се случи во една година 20% од предметите да му бидат поништени од повисок суд или 30% од предметите да му бидат преиначени од повисок суд, тој суд по сила на закон ќе биде разрешен од страна на судскиот совет. Тој не заслужува да биде судија ако толку голем процент на пресуди му се поништуваат или преиначуваат. Така што постепено ќе почне на селекција внатре во судството. Селекција на база на знаење, на способност, на квалитет, на честност. И секој судија ќе биде мотивиран да носи исправни, честни и правилни одлуки. И ако помисли да донесе неисправна одлука, тој ќе биде свесен дека со тој чекор оди директно против себе, затоа што тој ќе загуби дел од своето бодовно салдо и ризикува да си го стопира својот евентуален напредок во кариерата, а ако му се случат повеќе такви, ризикува да биде разрешен од судија, независно дали зад него стои некаков мокник или на некој друг начин може да влијае на некои мокници. Затоа што по автоматизам, по сила на закон, судскиот совет ќе треба да разреши судија, например, кој што има 20% поништени, односно 30% преиначени пресуди. Исто така, извршивме крупни измени во законот за парнична постапка, за процесна постапка. Досега немаше рокови за сите чекори на судиите. Сега, со овој закон, секој судија добива рокови. Рок за секој свој чекор. Откако ќе стигне, например, една тужба во еден суд, судијата прво има рок во кој што мора предметот да се распредели кај судија. И тоа мора да биде по компјутерски прат преку софтвер, за да нема местење на предметите. Второ, откако ќе се распредели, судијата има точен рок во закон за колку дена мора да го започне судењето и да закаже рочиште. Ако случајно се откаже рочиштето или се пролонгира, точно има рок во кој што тој ќе мора повторно да го закаже. Доколку во минатото имавме многу ситуации во кои што многу лица одбегнуваа да ја примат поканата за рочиште. Сега се воведе електронско доставување на поканата. Секој адвокат ќе треба во судот да достави свој имейл. Ако го смени да каже дека го сменил. Секој граѓанин кој што ќе дојде на суд и компанија
ќе треба да го даде својот имейл и сите наредни и идни рочишта ќе му бидат закажувани електронски преку компјутер. Така што нема да може да каже не сум бил дома, не сум го примил, курирот него нашол или не знам што, за да го избегне судењето, односно рочиштата и бесконечно да ги одоговлечува. А неправдата да стои несанкционирана. Тоа нема да може така лесно да се случува. Доколку некој судија не ги исполнува роковите, што ви ги кажав, и што прецизно се дефинирани во законот, председателот на судот, кај што тој е судија, е задолжен по закон да го извеси судскиот совет дека еден негов судија не ги почитува роковите. Судскиот совет ќе изврши проверка, ќе ги утврди причините и доколку судијата ги пречекорува роковите без соодветно објаснување, на пример подолга болест или нешто, тогаш тој судија ќе биде разрешен од судскиот совет. Такви закони се донесоа и тоа се реформи. Тоа е напредок. Реформи се работи кои што се менуваат за да им се подобри животот на граѓаните. Следната работа е поврзана со јавната администрација. Тоа е поле на кое што направивме доста работи. Меѓутоа, се уште има многу простор да се решат работите и да се подобрат. Она што вреди сега во ова кратко време што го имам да го извлечам како посебно интересно, се неколку 2 до 3 позначајни проекти. Едниот проект е проект со кој што се поврзуваат меѓусебно сите државни институции, електронски. Кога сакате да извадите некаков документ, се оди само на шалтерот на кој што треба да се извадат. Таа институција и тој шалтер е должен за сите оние документи кои што ги има во други државни институции, сам да ги набави, а не граѓанинот да оди од шалтер на шалтер. Досега поврзавме 4 институции електронски. Тоа се катастрот, царината, управа за јавни приходи и централниот регистар, а наскоро се надеваме тоа да биде и Министерството за внатрешни работи. Тоа е една од крупните новини и тоа е проект кој што се нарекува интероперабилност, кој што проект ќе скрати многу губење на време и фрустрации на граѓаните. Само овие 4 институции кои што ги поврзавме електронски и кои што веќе почнаа да функционираат на тој начин, само тие 4 институции што ги спомнав скратуваат годишно 150.000 одења на шалтер на граѓани во една година. Само тие 4 институции. Замислите кога сите ќе се поврзат. Како тоа ќе изгледа? Следна важна работа е што со законите за секоја активност на државниот службеник, на јавниот службеник, се воведува рок, меѓутоа и санкција доколку не го исполни тој рок. Се воведуваат точни рокови во кои што мора да одговорат на вашите барања за, независно дали сте фирма или сте како граѓани нешто барање. Најчестите рокови се 30, нешто поретко 60 дена, има и други рокови зависно од материјата, меѓутоа најчестите рокови се тие. Доколку во 30 дена рок, например, ако е во законот 30 дена, не ви биде одговорено, секој граѓанин ќе може да испрати писмо до раководителот на институцијата, независно дали е тоа директор или е тоа министер. Доколку и тој не му одговори во рок од 5 дена, граѓанинот ја известува инспекцијата, управната инспекција. Таа сега добива многу поголеми надлежности, многу поголема моќ со која што ќе треба да ги стави работите во ред во јавниот сектор. Државниот инспектор, државниот управен инспектор има точен рок во кој што треба да изврши проверка на пријавата, бидејќи теоретски некој може да му пушти писмо, а да тоа не е точно, да сака да наклевети некого од администрацијата, а не, например, не се поминати толку денови или слично. Значи, во еден рок тој извршува проверка и доколку ги установи работите дека се такви, тој е должен да изрече казна и санкција за оние кои што не ги почитуваат граѓаните и не им одговараат на нивните законски барања. Службеникот кој што директно е одговорен за тоа ќе биде казнен со казна од 1500 до 3000 евра. Тоа е висока казна и ние сме свесни за тоа.
но мора да почнат да се менуваат работите. Не може само граѓаните да патат и да чекаат. Мора одговорноста да ја носат сите. Раководителот на сектор во секторот каде што е тој вработен и кој што треба да си пази што му прават вработените, ќе биде казнет со казна од 3000 до 6000 евра. Директорот или министерот, внимавајте, ќе добие казна од 7,5 до 15.000 евра по поединечен предмет, доколку се установи дека некој граѓанин неоправдано чекал повеќе од законските рокови. Па ако му чине на некој нека тера како што терал до сега. Плюс, неизвршувањето на работите може да повлече кривична одговорност и дисциплинска одговорност со можност за отказ. Сега, некој ќе рече, а што ако инспекторот не пушти казна и сака да заштити некого, независно дали е директор, раководител на сектор или слично? Во тој случај, по пријава на граѓанинот до директорот на управна инспекција, инспекторот ќе биде казнет со истите тие казни и плюс поред сите надоле што не биле казнети. Ако и директорот на управната инспекција не го направи тој чекор, тогаш самиот ризикува да биде казнет со казна од 7.500 до 15.000 евра казна. Плюс политичката одговорност што може да биде разрешен. Тоа се крупни новини, кои што треба да почнат да именуваат свеста кај оние административци кои што несовесно си работат работата. Затоа што исто како и лекарите, и во државната и јавната администрација има огромен број на луѓе кои што честно, професионално и совесно и законски си ја вршат работата. И на нив секоја чест. Овие работи што ги менуваме и што ги ставаме се за да се стават во иста функција. И оние кои што не се како тие, и оние кои што не ја сваќаат професионално и одговорно својата улога во општествениот систем како членови на јавната или државната администрација. За нив се овие закони, а не за оние кои што честно и професионално си работат работата. Исто така, ќе се воведе проект, наречен Нема погрешна врата. Доколку некој граѓанин влезе во некоја институција и отиде, тропне на некоја врата и ја сгреши таа врата, требало, не знам, втори спрат, трета врата лево, тој отишол десно, например, или четврта врата лево отишол. Тогаш, државниот службеник, откако сите овие реформи ќе завршат, ќе биде задолжен не да го исфрли или да му каже излези, најди си го таму, не сум јас тој одговорен, туку или да му ја заврши работата ако може, или да стане и со него да отиде и да го внесе во просторијата во која што треба да влезе. Нема погрешна врата. Уште еден значаен проект, секој граѓанин која ќе се соочи со државен службеник на некој шалтер или во неговата канцеларија, ќе има апаратче на кое што има 3 копчиња, црвено, зелено и жолто. На крајот, кога ќе си ја заврши работата или нема да ја заврши, сеедно, тој има можност да притисне едно од тие, зависно колку е задоволен од услугата на службеникот. Доколку е задоволен, треба да го притисне зеленото, доколку не е задоволен црвеното, а доколку е возражан, односно нема ниту позитивно, нити негативно, жолтото. Таквото, да речеме, давање мислење на граѓаните од тоа колку се задоволни или не се задоволни од учинокот и работата на службеникот, ќе може директно да се рефлектираат во дел од платата на административецот. Почитувани присутни, Република Македонија е земја која што е официјален кандидат за членство во Европската Унија и за членство во НАТО. Долго работевме на нашите достигнувања и не случајно во 2009 година Македонија доби прв пат позитивен извештај од Европската Унија и препорака од Европската комисија до Европскиот совет за почеток на финалните преговори за полноправно членство во Унијата.
Истата година добивме и визна либерализација и секој македонски граѓанин денеска може да патува без визи, без чекања, без понижувања, без малтретирања, со пасош на кој што пишува Република Македонија. Реформите, модернизацијата, проектите, достигнувањата ни помогна да го добиеме позитивното мислење и во 2009 и во 2010 година. И продолжуваме со такво темпо на работа. Во меѓувреме, секако свесни сме дека имаме и друг проблем. А тоа е проблемот што го наметна нашиот јужен сосед. Ние сакаме и тој проблем да се реши. Затоа што нашата цел е земјата да стане членка на Европска унија и членка на НАТО. И ние работиме и бараме начини за решение. Меѓутоа, тоа решение мора да биде такво што нема да представува проблем да граѓаните го прифатат на референдум. Затоа што оваа политичка гарнитура се обврза дека по ова прашање нема да донесе одлука без при тоа да го консултира мислењето на граѓаните на Република Македонија, кое што ќе биде конечно.